Шефот на македонската држава на молитвениот поедок се сретнал со американскиот потпредседател Џо Бајден, а како што вели седел до најблиската маса до председателот Барак Обама, со кого си отпоздравиле. За Ѓорги Иванов, појадокот е традиција која символизира моќта на американското општество, различни политички опции и религиски убедувања на едно место, на молитва за доброто на сите луѓе. Од американската страна добил уверување дека Македонија заслужува да биде членка на НАТО. Во сите разговори беше токму тоа потенцирано, дека Македонија заслужува да биде во НАТО. Затоа што се што беше побарано од Македонија успешно ги заврши сите реформи, стана НАТО компатибилна. Запрашан дали средбата со висшиот функционер во Стейт Департментот Томас Кантримен, а не со државната секретарка Хилари Клинтон или пак со првите лица на Белата куќа, може да се толкува како заладување на американско-македонските односи. Иванов со став. Затоа што овај молитвен појадок и целата администрација е преокупирана со актуелните настани што се случуваат во Африка, пред се во Египет. Така што и не беше ни планирано да се оствари средба. Со Кантримен разговарал за сите состојби во регионот, но и за актуелните настани во Македонија. Председателот вели дека ги следи состојбите во парламентот и најави дека кога ќе се врати во Македонија, ќе свика средба со председателот на собранието и сите лидери на политичките партии представени во парламентот. Затоа што, како што коментира, бојкотите и во минатото завршувале со седнување на маса и разговарање за тоа како да се најде решение. Секоја партија сама си ги носи одлуките и сама си носи одговорност за своите постапки. Меѓутоа, добро е да се разговара, добро е да се води диалог и да се најде решение за проблемите кои биле причина за таква постапка. За разликите околу името, македонскиот председател вели дека на сите средби било потенцирано тоа прашање. Секаде беше истакнат ставот дека тоа е пред се процес во рамките на Обединетите нации и дека тој процес таму треба да заврши. Односно дека го поддржуваат во се господинот Нимиц и нашите представници во тој процес и дека и таму ни е неопходна една поголема динамика. Председателе, ви благодарам за разговорот. Беше мило да бидам ваш гости.